Например, ние имаме сега, за да биде појасно, на 1000 жители имаме 3,4 доктори, вклучително и лекари општа пракса, и специјалисти, и приватно, и јавно здравство. 3,4. Само за компарација, Србија има 6 доктори на 1000 жители, стоматолози имаме 0,9. Болнички кревети имаме 4,8. Дали сме ние спремни, не дај Боже, за некоја друга пандемија, за некоја вонредна состојба, за елементарни непогоди, не сме спремни. Страшно. Значи, страшно е. Имате 3,4 доктори на 1000 жители. Имате 5 кревети за не дај Боже на 1000 жители. На 1000 жители имате, нема ни 5. Значи 4 за... Еве 5 нека се. Да заокружиме. Максимално е навлизана политиката во здравството. Прво од челните луѓе, од министрите кои што, да употребам израз, се менуваат како чорапи, мислам. Тоа е недозволиво. Да... Во 7 години веројатно имавме 5 различни министри. Дури тоа исто и на се однесува и на раководители, односно директори. Па и во мојот работен век јас во една установа сменив 13 директори, значи. Сега се менуваат почесто, сега се менуваат на 6 месеца, се менуваат на година дена. Да. Значи политиката мора да се тргне од здравството. Толку е тоа исполитизирано да вие имате во денешно време као што се обидоа да посебни здруженија створат албанските доктори од македонските, дури имаше обид да се формира посебна лекарска комора, не се формира. Сега имате посебни академии, пример ги одржуваат докторите на ВМРО. Значи тоа е за мене, јас исто со комуникација со колешки мои ценети, викам како можете вака да направите? Значи ние викам докторите не сме да се делиме по партии, значи тоа е страшна работа што ни се случува и тие унапредувања, минување на директори, и тоа се рефлектира се надолу. Да не зборувам и за вработувањата и така натаму, се почнува од првиот човек во било која здравствена установа. Ако вие, и затоа ние се залагаме да нема политика во здравство, во однос на раководните кадри, тоа стои во програмата, дефинитивно тоа беше некогаш во минатото, да вие самите вработени лекарскиот колегиум и другите дадат предлог кој треба да им биде директор спрема својата стручност, спрема менаџерските способности и спрема угледот кој што го уживаат кај вработените и кај пациентите. Можам да ви кажам раритет да во времето на социјализмот, кога беше задолжително да вие за да бидете директор, треба да имате членска книжка од Сојузот на комунисти. Ние во градска болница, тука ваш сосед, беше 6,5 години директор на познатиот Војче Димитровски, кој не беше член на Сојуз на комунисти. Ние самите, значи поготово младите генерации, се изборивме да ни биде директор. И тој беше извонреден директор. Мора да се тргне политиката од здравството. Тука се сите проблеми. Вториот проблем е тоа што... Ако добро разбрав, вие како пратеник би предложиле измена во законот? Апсолутно. Со одредени критериуми. За начинот на избирање на директори и раководители на клиниките и на болниците. Така, со одредени критериуми кои што мора сега, например, таму имате да има само работно искуство од 5 години. Да. Што значи тоа? Па поготово она што се случува сега, имате вие директори што можеби се врвени во својата струка, а не таму кај што се. Например, имате, не знам, ги почитувам многу колегите, не сакам да ги именувам, пример, анестезиолог ставен на директор на некоја установа што нема врска со анестезиологија, или педијатар ставен на некоја установа кај што нема врска, или гинеколог ставен на некоја установа кај што нема врска. Со неговата специјалност. Со неговата специјалност. Да. Значи, така да тука е основниот проблем. Вториот проблем е што кој да дојде, здравството го посматраат како еден обичен тендер, што повеќе тендери, што повеќе проценти. Тоа го гледаме со клиничкиот центар, нели почна од некоја сума од во времето на 150 милиони, колку на Нино Тодоров беше 70 милиони евра, а после дојде до пола милиарда, сега најверојатно ќе биде милиарда. Значи и тоа се врти во круг и никогаш нема да го направиме ако продолжиме вака, што е навистина срамно. Гледавме и скандалот со онкологија. Онкологија, видете, јас сум била онколошки пациент. Многу сум благодарна на сите, меѓутоа многу добро се сеќавам и ништо не е променето. Ако влезете од предната врата па се симнете доле за да одите до недел, имате чувство како да се симнувате во некое подземје, оние канализациони катакомби, како што ги гледаме на америчките филмови, да поминеш доле, значи цевките ви висат над глава.
таму има и млади луѓе, не се сите возрастни, мора да се среди. Тоа што ако е така, како што има сомненија, секоја сум била да тие бидат жигосани и казнати, затоа што не може сите да бидат во еден ист кош и поради тоа и угледот намален на докторите и здравствените работници. Многу нешто може да се направи, значи пред се клиничкиот центар, болници минимум 10 во Македонија, затоа што не може 85% од пациентите да се лекуваат во Скопје. Прво тоа е неквалитетно лекување, не може да се постигне од страна на вработените. На крајот краишта да им биде поблиску на самите пациенти и на нивните семејства, не помала е траумата. Мора да отвориме, постојано се залагам за тие палијативни центри, срамно е да немаме центар, да кај може да ви лежи пациент кој што се бори последните месеци со живот или кома пациенти или траума пациенти. Имавме дете, младо момче што требаше да се транспортира на рехабилитација надвор. Која е таа траума за него и колку време тој таму треба да лежи, ако веќе имаме тука тие центри за палијативна грижа и она што е многу жално, да имаме и дечиња со малигни болести, со такви повреди и сите тие млади лица, пациенти или деца или возрастни завршуваат на крај во единиците за интензивна нега кај што има опасност со интрахоспитални инфекции. Место да им помогнете, вие им одмагате. Значи многу нешта треба да се направат. Мислам дека имаме ние капацитет, имаме кадар, имаме паметни луѓе. Само да се тргне политиката и да не се посматра здравството како... Може ли да делувате со закон во смисла да предложите закон за задолжително отварање на 10 болници во низ Македонија? Тоа ќе мора да се направи. Значи регионализацијата сите зборуваат. Значи сите влади уназад зборуваат регионализација. Да, но вие ќе бидете пратени. Значи, мора да се направи тоа, затоа што луѓето сите имаат и по устав подеднакво право нели да бидат згрижени здравствено. На крај крајва зошто го плаќаме тоа здравствено осигурување? Да напоменам тука дека ние во програмата имаме еден предлог што го нема другите. Тоа е да се покачи придонесот за здравствено осигурување да биде 13%, затоа што е сега 7,6% и тоа е една мерка уште од почитуваниот премиер Никола Груевски. Меѓутоа, од оваа дистанца, веќе тој процент е нефункционален, значи не може да се обезбедат средства за едно функционално здравство. Добро, од тоа што можев да ве слушнам, имате големо искуство нели во областа на медицината и сте биле раководен кадар по клиниките, пред 20 години повеќе функционирала таа меритократија и повеќе сме живееле во департизирано општество отколку денес. Апсолутно. Има уште еден феномен кој што успеав да го забележам, а тоа е дека ако ние пред 10 години сме имале таков еден центар за изгореници кој што секоја држава според мене мора да го има. Ние не сме толку мала држава, не сме ни голема држава по популација, но не сме ни толку мала, нели? И сега ние некои работи кои што сме ги имале пред 10 години ги немаме денеска. Некои вредности кои што сме ги имале дури на почетокот на формирање на оваа држава како независна и суверена, ние сме ги имале, ние ги изгубивме. Која мислите, доктор Добрила, дека е причината? Навистина ли мислите дека е толку политиката навлезена во секоја пора на општеството и како да се бориме против тоа? Пред се наблюдува низ призма на пари. Никој не сака, ни една установа, да се занимава со медицина која што е скапа. Зошто? Затоа што недоволно добива средства од фондот за здравство. Пример, конкретно тој центар или други такви некои центри, што требало да ги имаме, а ги немаме. Центар за изгореници зборете. Центар за изгореници барало секако посебен буџет за да може тој да обстои, затоа што е скапо лекувањето на тие пациенти. Ако болницата која и да е, која било здравствена установа, вие отворите нова дејност, а добивате исто купче пари кај што треба да поделите и плата, и опрема, и материјални трошоци. Апсолутно, значи, треба државата да има слух, дека вие имате нова дејност. Као што немаме други, немаме, не знам, центар за дијабетично стапало нонстоп се зборува, никој не го отвара. Значи, тоа не се скапи инвестиции, али се големи проблеми. Особено ова што велам за палијативна грижа, значи тоа мора подитно да го направиме. Не е човечки, не е хумано. Да. Страшна работа е тоа што ни се случува. Тука ги гледам најгорливите проблеми во однос на другото. Кој како дојде министер, сите купува скапа апаратура, никој не води сметка
кој ќе работи со таа апаратура. Не е проблем вие да купите 10 магнетни резонанси, да направите бункер и понатаму што? Кој ќе работи? Кој ќе работи? Значи мора да се скенираат потребите и пред се да се обезбеди кадар. Кога сме уште ова само да заокружиме за здравството, да не одземам време, да начнеме темата на младите доктори. Она што е актуелно, секогаш било актуелно, точно дека во времето на Филипче првпат почнаа да добиваат надокнада, тоа е за поздравување. Меѓутоа срамно е да тие добиваат приватните специјализанти 25.000 денари, меѓутоа немаат здравствено осигурување и немаат придонеси за пензиско осигурување. Се вие имате доктори, ви се фрлени во процесот на работа со сите ризици од професионални заболувања, работат совесно, 400 се тие, беа актуелни и се уште се актуелни, и нема здравствено осигурување. Ние не во оваа програма, меѓутоа во таа што е работевме, во таа што е работевме што ни е обемната, мој предлог беше уште кога седнавме на маса, пред тие да побараат вака јавно, дека мора да ги изедначиме со оплатите на невработените во јавното здравство. Има 350 невработени доктори во моментот, од кои 50 се во Скопје, имаме 18 специјалисти невработени, меѓу кои имаме и педијатар. И она што уште мене ми е рак рана здравството, затоа вака можеби сакам и таму на цело општество, не само. На пример ние имаме сега, за да биде појасно, на 1000 жители имаме 3,4 доктори, вклучително и лекари општа пракса, и специјалисти и приватно и јавно здравство. 3,4. Само за компарација, Србија има 6 доктори на 1000 жители, стоматолози имаме 0,9. Болнички кревети имаме 4,8. Дали сме ние спремни, не дај Боже, за некоја друга пандемија, за некоја вонредна состојба, за елементарни непогоди, не сме спремни. Страшно. Значи страшно е. Имате 3,4 доктори на 1000 жители. Имате 5 кревети за не дај Боже на 1000 жители. На 1000 жители имате нема ни 5. Значи 4 за 5 нека да заокружиме. Значи не знам зашто, овие се официјални податоци од Државен завод за статистика, не измислува никој нели топла вода овде. Мислам дека пред се и над се здравството, образованието. Гледачите предлагаат треба и центри за мозочни и срцеви удари. Се повеќе млади умираат од тоа, особено пост-ковид. Да, значи апсолутно тоа е она што го зборувам палијативни центри. Палијативни центри. Значи зошто? Затоа што тие не бараат само пасивно да лежат во кревет или да нема персонал да ги надгледува, тие бараат комплетна физикална рехабилитација, нега, исхрана, вежби. Може како пратеник тоа ми е прашањето, значи јас знам дека во програмата ви предвидувате и предвидувате и закон со кој што ќе се уреди ова. Да, апсолутно. Значи мора тоа да се направи. Како ќе го решите проблемот со ретките болести или со гледавме протестира доста време, година дена можеби протестира за три кафта лекот. Сега значи нема една недела добив информација, колешка барав пошто страдам од алергии, сега нешто поинтензивни се вајда овие алергените, ја барав пулмолог колешка многу позната. За мене чисто за совет некој сприеви и викам кажи ми кои се проблеми да скенирам, он вика нема три кафта. Тоа е најнова информација. Значи ние сега немаме три кафта. Како може ние да почнеме лекување на пациенти и после да немаме? И никој тие се безгласни. Гледам дека ги нема во медиумиве, најверојатно не знам. Дали ги лажат, да, тие добиете утре, задутре и така натаму. Во моментот одговорно ви тврдам, значи информација од колешка врвен пулмолог. За ретки болести мора да има лекарства. Без разлика за која болест се работи. Не дај Боже. Без разлика за која болест се работи, почнувајќи дали е за деца, дали е за возрастни и така натаму, значи недозволиво е. Има и други заболувања што се поретки, ама се да се компарираме со Хрватска, да нели земја на Европска унија, ама тука сме негда. Сепак сме потекнуваме од иста држава, ист развој на здравство. Сум била, да речеме, последен пат пред 15 години, викам, ајде обновам нешто на ребро во Загреб бев еден месец. Ништо посебно. Значи, тоа е тоа. И нашето здравство е такво, меѓутоа, добра организација. Таму, во однос на овие набавки, лекарства нема што нема.
Точно, нема инвентар, нема некој удобство, може да немаш фотелја да седнеш и столче, меѓутоа во однос на лекарства нема што нема и сега, например, во однос на, иако е можеби тема повторувана, меѓутоа во однос на диабет тип 1, што е, значи се наследува, почнува кај деца во Хрватска, сега дури Босна, тоа ќе го овде замислете, Босна да дое пред нас и секоја чест, тие ќе имаат овие сензори што се за диабет за мерење и пумпи бесплатно за сите со диабет тип 1 независно на возраста. И независно дали имаат компликации или немаат, исто тоа во на пошироката програма јас го предложив да биде, пошто воглавном јас се занимавам со тоа, да биде до 29 години барем, значи барем, да имаат сензори и бесплатни пумпи под притисок на нивното здружение. Минатата година, мислам во март, се дозволија сензори само до 18 годишна возраст се набавија и ново е кај и повозрастна категорија, ама што имаат тешки компликации. Не е поентата вие да ги имате тешки компликации, да го изгубите видео, да нели бубрезите, да ви откажат и така натаму. Не треба се дојде до тоа. Значи, сега е Босна на чекор пред нас во однос на овој проблем, а еден таков мерач вие пример 30 евра. Дали е тоа проблем да уште од најрана детска возраст да имаат такви мерачи и да имаат инсулински пумпи? Па не е проблем, зашто до сега не е проблем. Мислам 30 евра, колку има такви заболени? 5000 се вкупно, вклучувајќи вклучувајќи деца и возрастни, ги има, некои се менуваат, да речеме максимум дојде негде 150 евра се. Да, 150. се менуваат, зависи од мерачите, некои се менуваат два пати во месецот, некои 3 пати на... Ама добро, тоа е за Ма тоа е. држава Да, 150 евра. Ништо. И јас се сретнав со една, пред да почне кампањата, фокус групи си, нели, да речеме, разговарав и со председателката на Сдруженијето. Ако верувате, толку, требаше и да ги донесам. Толку хартии, спрема толку институции, кај што се имаат обратено, кај што не добиле никаков одговор и толку, да речеме, 2-3 листа кај што добиле никаков одговор. Значи, лично се видов со него, ги имам тие хартии дома, тие документи. Срамно е да немаат одговор. Они се сепак задоволни нешто, меѓутоа, ако веќе имате вие такви нарушувања, многу големи проблеми се мора да почнеме во здравството и образованието. Се друго е не во втор план, исто паралелно. Едно прашање од гледач, Да. прашате дали дипломираните физиотерапевти конечно треба да се внесат во закон? Апсолутно. Затоа што ние отворивме школи, тоа се факултети, 3 годишни, 180 кредита. Отворивме за дипломирани физиотерапевти, отворивме за медицински сестри со високо образование, за рентген технолози со високо образование, за лаборанти, за сите струки. Тие се навистина се уште на маргините. Значи се уште. Многу малку има работни места за нив, значи неопходно е да се променат тие систематизации. Не знам зашто ги држат на страна и од колективните договори, прво да бидат наградени кој што треба, а второ тоа се високо стручни кадри, што се навистина неопходни. Сепак е друго вие да сте со некој со курс или да сте со средно образование или да имате 3 години факултет за физиотерапевти. Тие обично, барајќи работа, завршуваат сосема на погрешна насока, погрешен смер, завршуваат као масери, да речеме. Да. Си работа со салони за масажа, не е целта да заврши факултет, тие полагаат и анатомија, тие полагаат сите предмети што се полага на медицински факултет, вложуваат труд. Јас поиграна случај, керката на нашата кума го има истото завршено и не работи на струка. Значи, тие се горливи проблеми. Не знам ние како може да имаме квалитетно здравство, ако не најдеме за нив. И уште еден проблем, требаше да има вработување на 1117 договорни здравствени работници кои што работат со договор. Тие работат со години. Има некои работат по 10, по 12 години и тие се на минимална плата, сега е 22.400, доскоро знаеме колку беше. И во нашата програма има дека тие договорните не треба
да бидат подолго, максимум 1 година може да бидат на договор преку агенција за посредување за вработување. Затоа ги губиме ние кадрите. Секој што заминал надвор, си го нашол своето место под сонце, нема 2 или 3 дена ми се јави колешка, врвен, детски хирург кој што замина 10 години во Германија, се е втор човек во Берлин на детска хирургија. И требаше нешто, некоја препорака, баш околу ова што сме работеле кога отварали таму центар за врвен. Имаме колега што е оберарц, абдоминален хирург, тие се сите по 48 години. Зашто ги спуштаме тие деца? Сега не се деца, не можам да разберам.